Зголемување на бројот на научни трудови е клучен чекор кон подобрување на квалитетот на високото образование и шанса македонските универзитети да се најдат меѓу најдобрите во светот. Образовните власти очекуваат да има повеќе работа од професорите. Студентите пак бараат да престане да важи звањето еднаш избран доживотен професор. Треба на некој начин да се излезе од концептот што ако се стигне до редовен професор, вие сте доживотен професор и не ви треба веќе да објавувате трудови за да го имате истото звање. Да не бидат професорите замрзливи да објавуваат, да продолжуваат да објавуваат трудови, што е многу битно за позиционирањето на универзитетите во Шенгенската листа и во другите мерливи институции во однос на квалитетот на образованието. Од Министерството за образование и наука вела дека ваквите барања веќе се дел од нивните планови. Според нив, зголемувањето на бројот на научни трудови ќе биде услов за задржување на звањето универзитетски професор. Министерството за образование и наука смета дека треба да се изработуваат повеќе научни трудови за да се потврди звањето универзитетски професор. Со воведување реизбор професорите ќе бидат дополнително стимулирани. Целта е Македонија да влезе на Шангајската листа, за што се потребни околу 1200 научни трудови годишно, додека во моментов на најголемиот универзитет се објавуваат околу 300. Денеска на брифинг беше најавено дека од наредната година ќе се воведе нов модел на државна матура – гимназиска, стручна и уметничка, при што учениците ќе полагаат предмети што ги учеле. Министерката за образование Весна Јаневска најави зетна срамот за јавно објавување на купени или препишани трудови. Исто така најавено е зголемување на буџетот за образование и покачување на платите на наставниците од 7 до 10%.